Почитувани гледачи, добар ден и добре дојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Веднашка покрај мене се наоѓа Кристијан Шопов или повеќе познат како Magic Кристијан. Ајде сега здраво живо и добро ми дојде во Супер Звезда. Здраво, добро ме најдов, благодарам на поканата. Како си, Кристијан, добар ли си? Волшебно како и секогаш. Ќе направиме денеска едно интересно шоу. Имам подготвено неколку интересни трикови и специјално една магија, една илузија која што ќе ги научиме децата како тие може дома да ја направат и да ги забавуваат своите другарчиња. Супер, почитувани гледачи, оваа денешна емисија ќе посветиме на Кристијан и токму на ова што он го има одбрано како хоби, но во добар дел и негова професија, а тоа е магијата и илузиите. Убаво ли кажам? Илузиите, поправилен збор илузиите, бидејќи тоа што го правам не е магија, нема ништо надприродно, туку станува збор за оптички илузии, каде што со помош на различни техники ги манипулираме очите на гледачите, се со цел да ги забавуваме и да направиме некои интересни ефекти кои што ќе ги насмеат и ќе направат да внесеме среќа во нивните животи за момент. Така, и се надеваме дека ќе успееме со оваа емисија да ви го подобриме расположението, почитувани гледачи, затоа останете со нас, ова ќе биде интересна и возбудлива емисија, а со мојот гостин Magic Кристијан се враќаме за неколку минути. Бидете тука. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска специјален и ексклузивен гостин е мојот драг добар пријател Кристијан Шопов, повеќе познат под неговото stage name или сценско име, кое што е Magic Кристијан. Кристијан, добро ми дојде во Супер Звезда, како си? Благодарам на поканата, се чувствувам прекрасно. Времето е прекрасно, спремен за многу магии и многу илузии. Ете, денеска ќе имаме можност со тебе да поразговараме на тема оно што ти го работиш. Јас знам дека еве веќе повеќе години се бавиш со илузиите. Колку години се сторија до денеска вкупно? 14 години од првиот момент кога направив првата илузија, мојот прв настап до денес 14 години. Прекрасно, сакам сега вака да прашам колку години имаш денеска? 29 години. 29, па ти си бил тинејџер кога си ја открил магијата и кога си решил да се посветиш на ова со кое што се бавиш денес? Така бев основно училиште, 7 одделение. Тогаш ја научив првата илузија кога завршив 7 одделение во Србија, бидејќи мајка ми е од Србија и секоја лето заминувавме во Србија на одмор кај роднините и едно лето тетин ми ме запозна со еден повозрасен господин и рече: Кристијан, да те запознам со овој човек, овој е магионичар. Тогаш за мене тоа беше нешто невозможно да се запознае човек магионичар во живо, бидејќи ги гледав само на телевизија и мислев дека тоа е нешто што има само во Америка и дека на Балканот нема такви луѓе. Бев мал и тоа ми беше огромен впечаток, ми остави запознавањето со илузионистот, кој што кога виде како го гледам со чуденевиденост, речи да ме научи еден трик и ме научи еден трик со 4 карти, со 4 петки и од кога го научив тој трик, после тоа цела година кога се врати во Скопје бев магепсан со таа илузија, ја вежбав дома, ја покажував на другарите во училиште, измислував мои нови трикови, така тоа беше почетокот, првите допирни точки со илузијата. Претходно обожаваше ли да ги гледаш магионичарите на телевизија, како што ми кажа? Секако обожавав да ги гледам илузионистите, најомилен илузионист ми беше Дейвид Коперфилд, но бев многу тажен бидејќи претпоставував дека никој пат нема да можам јас да научам да бидам илузионист, да научам трикови, бидејќи сметав дека тоа е нешто невозможно да се прави, дека тие луѓе кои што ги изведуваат триковите имаат некои супер моки, дека не може секој да биде илузионист. Но откога го запознав илузионистот од Србија, тогаш сватив, почнав да навлегувам во светот на магијата и илузијата и сватив дека за секоја грандиозна илузија се крие трик, дека има тајно објаснување и дека секој кој што сака да биде илузионист, доколку упорно вежба и не се откаже, дека на крај ќе може да ги совлада триковите и тој да ги забавува своите пријатели и публиката со помош на неговата вештина. Како го запозна, значи, илузионистот од Србија, тргна кај тебе се роди идејата и ти да постанеш нешто такво во животот, кога на вистина почна да учиш еве вака и други трикови, втор, трет трик, кога ги научи тие после колку време? Така, следното лето, кога заминав повторно во Србија на илузионистот Светозар Сабјак, така тоа му е името,
му ги покажав сите оние мои изуми кои што сам сум ги измислил преку текот на целата година, како да исчезнуваат хартипчиња, да се појавуваат снегулки, најразлични трикчиња кои што сега од денешна перспектива се многу наивни, едноставни ефекти, но во тоа време за мене тоа беше целиот свет на магијата, бидејќи сето само тоа го знаев, сето што можев сам да измислам. И следното лето, кога илузионистот виде како сум посветен, како се интересирам за тој тип на уметност, реши да ми подари дел од неговата опрема и тогаш првпат доби професионални реквизити со кои што можев да изведувам илузии. Значи тогаш првпат веќе ги доби првите реквизити. За какви реквизити станува збор? Реквизити од типот кутии од кои што се покажува дека се празни, по од нив излегуваат марами, се појавуваат различни предмети, како да се појавуваат карти од воздух и најразлични други илузии. Така, понатаму продолжи сам? Понатаму имав можност да запознавам уште илузионисти од Србија, од други градови, да земам часови од нив, да учам, да купувам опрема која што е специјална за изведување на илузиите. И така полека навлегува во светот на илузионизмот, запознавав други магионичари од Балканот, од Словенија, од Бугарија, од Србија. Сепак е ова работа која се учи. Така, како и секој тип на уметност, така и илузионизмот се учи и потребно многу труд, многу вежбање, многу љубов пред се, за да може да успеат сите тие илузијските трикови. Кристијан, може ли секој да биде илузионист или потребно е талент? Јас не би сакал да ограничувам и да кажам некој човек може да биде, некој човек не може да биде. Секој кој што искрено го сака тоа, го сака илузионизмот и е спремен да посвети голем дел од своето време и енергија на таа уметност, според мене секој кој што вистински сака и е вистински упорен и истраен може да успее и да биде илузионист. Се разбира, не може секој да биде врвен илузионист, но секој може да стане доволно добар илузионист за да може публиката да ја направи да биде среќна. Тоа е главната поента зошто и го правиме ова, да ги развеселиме луѓето. Така, јас ти благодарам што си денешен мој гостин. Почитувани гледачи, ќе направиме сега кратка пауза. Одморете малку, ќе одмориме и ние, а се враќаме во програма со мојот драг гостин Кристијан за неколку минути. Останете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Денеска мој специјален и ексклузивен гостин е Кристијан Шопов, повеќе познат како Magic Кристијан. Си имавме убав разговор во првиот дел, сега продолжуваме да разговараме за неговите први почетоци и како почна Кристијан, еве сакам да им кажеме нашите гледачи, како почна ти првпат и каде првпат настапи. Так, првиот настап ми беше на телевизија Сител во една шоу програма која што се организираше во тој период, шоу со Октетот Стерна, тоа е името на емисијата. Тогаш имав прв настап и пред телевизија. Ни толку бев возбуден, ни толку имав голема трема, што раката кога требаше да го извадам шамивчето од една цевка, толку ми се тресеше раката што не можев да го извадам шамивчето и режисерот рече: Кристијан, дали може помалку да ти се тресат рацете, зашто изгледаше доста смешно на екран кога на магионичарот му се треса раката, не може да го извади шамивчето. После следниот настап беше во детската емисија Сител Бамбини и потоа таму одеше мој телефон за контакт, каде што родителите можеа да ме повикаат за роден ден на нивното дете и всушност така започна и настапите на детски роден ден. Колку години имаше тогаш, извини што те прекинав, на која возраст беше тоа? Тогаш бев прва година средно училиште. И тогаш почна првите настапи на детски родендени, па со парите што ги заработив на детски родендени набавував нова опрема, купчев нови трикови, плаќав часови за нови трикови, така да уште од мал предприемничкиот дух се развиваше во мене, каде што гледав се што ќе заработам, како да инвестирам во нови трикови, во нова опрема, за да можам да направам уште поинтересни представи. Ме интересира да ми кажеш каква беше поддршката што ја добиваше од дома. Твоите родители се согласувале со ова твое хоби во тоа време, како што можам да го наречам, или сакаа да те одвратат од целата оваа идеја? Имав поддршка. Беа среќни што имам едно хоби кое што е интересно, племенито, кое што ги развеселува луѓето и ме поддржуваа да се занимавам со него, но сепак ми ставија до знаење дека не може тоа да ми биде главна професија, дека морам да го продолжам своето образование на факултет и да во иднина да имам друга професија.
како хоби да ми биде илузионизмот. До сега како излегуваат работите еве на виделина? Па завршив, дипломирав на економски факултет на смер маркетинг. За сега илузионизмот ми е главна професија, факултетот ми е хоби. Некако се свртија работите? Се свртија работите, но маркетингот ми помага доста за да можам да ги остварувам оние идеи кои што ги сакам, како да дојдам до поголем број на настапи, како да можам да организирам своји настапи, така да факултетот е од огромна полза, бидејќи дава една мапа, ориентација како да се функционира во овој свет во кој што живееме. Така, ти благодарам. Убава е вака порака испративме за сите гледачи кои што не гледаат. Сепак е ова Македонија и сепак човек мора да има не план А и план Б и план С и 300 резервни варијанти за да може да се успее во животот. Кристијан, да продолжиме со нашиот разговор. Еве сакам на тема илузионизмот да те прашувам. Каде е Македонија во споредба со она што се случува низ светот? Според мене може да се направат и големи илузии во Македонија, само проблем е тоа што е мал пазарот и доколку се инвестира огромни средства во големи илузии, во голема опрема, за да се поврати инвестицијата, не е доволно само да се настапува во Македонија, мора да се настапува и во повеќе земји за да може да се исплати инвестицијата во таква голема опрема. Инаку за тоа што се однесува до големите илузии, големите спектакли, за помалите трикови како close-up, magic трикови што се прават одблиску со карти, со јажење, со топчење, има многу луѓе кои што се занимаваат во Македонија со тој тип на уметност и кои што покажуваат големи успеси, така да не сме ништо поназад од големите познати земји со каде што е развиен илузионизмот и каде во Македонија има доста илузионисти кои што покажуваат успеси на тоа поле. Каде успеваш да ги научиш новите илузии, новите трикови најчесто? Новите илузии ги учам од други магионичари, од видеосеминари на кои што магионичарите ги откриваат триковите и најдобро се учи преку видеосеминари, контакти со други магионичари. Дел од илузиите може да се научат и на интернет, и гледачите оние кои што сакаат да научат некој трик може да побараат и на интернет, има објаснувања. Како некој што те научил тебе? Има ли некој кого што ти си го научил? Имам научено неколку деца кои што беа заинтересирани тие да навлезат во светот на магионичарството, така да имам научено неколку основни трикови. Најважно е истрајноста и желбата. Многу деца ќе научат неколку трика и ќе се откажат, нема да им остане интересот, нема да продолжи интересот. Така да те прашам, уживаш ли во ова што го правиш? Се разбира, затоа и го правам, бидејќи тоа е мојот најголем сон од детството да се занимавам со илузионизам. Оние кои што не гледаат и сакаат еден ден да станат илузионисти, што би им порачал? Да веруваат во себе, да го следат својот сон, да ги слушаат мама и тато да завршат факултет, да имаат своја втора професија, а илузионизмот нека им биде најомиленото хоби кое што ќе им донесе многу радост, среќа за нив самите и за сите луѓе околу нив. Според мене секој може, ако сака да биде илузионист, може да успее, може да стане, затоа треба да верува во себе и да не се откаже. Само истрајните успеваат да ги остварат со ништата, така да им порачувам на децата и тие да бидат истрајни во својот сон, доколку има тој да бидат илузионисти или било кој друг сон што го имаат, доколку се истрајни направат план како да го остварат тоа, значи не е доволно само да сакаат, туку треба да си направат план како да го остварат својот сон и доколку бидат само дисциплинирани и вежбаат и работат на својот на реализацијата на својот план еден ден, 100% ќе успеат во нивната намера. Јас ти благодарам многу и за овој дел од разговорот. Почитувани гледачи, тука не е крај на нашето дружење, напротив, со мојот гостин се враќаме за неколку минути, а вие бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во третиот дел од денешниот разговор со мојот драг и добар пријател Magic Кристијан. Кристијан, ајде сега да поразговараме малку на тема што се е потребно за еден човек да може да се бави со ова со кој што ти се бавиш. Тешко ли е да се прават илузии? Илузиите, кога ги гледате, изгледаат невозможни, фасцинантни, но кога ќе ја откриете тајната, всушност ќе сватите дека се крие еден многу едноставен метод, многу едноставно нешто,
со помош на кој може да се направи трикот. Но од друга страна, ако се задлабочите уште повеќе и гледате колку е потребно време да се навежба тој еден едноставен метод, ќе сватите дека е потребно многу часови вежбање за еден едноставен трик да се извежба, за да може со негова помош да се направи илузија луѓето да мислат дека се случило нешто неверојатно. Значи, навидома кога ќе се открие трикот на публиката изгледа дека е едноставно, но за да се изведе трикот потребни се многу часови вежбање за да може да се усоврши точката. Сакам да те прашам дали и ти ден денеска постојано вежбаш? Постојано мора да се вежба за да бидеме во форма да може да се прават нови трикови. Исто како спортистите што спортуваат и што мораат да имаат тренинзи за кондиција, така и магионичарот треба да има тренинзи за вештина со неговите прсти. Значи никогаш не застануваш. Со оваа работа со илузиите мора човек да е континуирано во тек, континуирано да вежба и претпоставувам и да оди напред. Си инвестираш ли во нови илузии повремено? Се разбира, мора да се обновува ностоп репертоарот, бидејќи публиката која ќе ги види едните трикови, сака следен пат кога ќе види очекува нови трикови, така да потребно е континуирано обогатување на програмата. Кажи ми, каде најчесто настапуваш во Македонија? Во Македонија најчесто настапувам на детски роден дени, на приватни забави, прослави, промоции. Јас и ти впрочем се запознавме на една промоција која што една голема компанија ја правеше. Настапуваш ли за компаниите? Настапуваме за компаниите, за прослави кога организираат или кога отвараат нови продавници, ги забавувам посетителите. Исто така, неодамно имав настап за една господја која што славеше 40-ти роден ден и пред да ја дува свекичката со тортите направив да ја избодам со мечеви и после таа кога излезе од кутијата се направи тортата да се појави и да ги дубне свекичките за незиниот роден ден. Така што покрај за малите деца настапувам и за големите деца, за возрастните. Возрастните ми се најинтересни како публика, бидејќи сметаат дека имаат искуство, дека знаење, дека нив ништо не може да ги изненади, но кога еден едноставен трик со карти ќе ги фасцинира, на нивните лица се забележува реакција исто како на децата кога гледаат трик. Така да, според мене, сите се деца, без разлика колку се возрастни, дали се возрастни или мали, сите се деца кога гледаат магионичарски трикови. Сакам да те прашам, дали има полесни и потешки трикови, например? Се разбира, постојат поедноставни трикови за почетници, луѓе кои што започнуваат да се бават со тоа хоби, со таа професија, со таа уметност, за кои што е потребно помалку време, за одредени трикови потребни се години вежбање, така да постојат најразлични трикови, од поедноставни до посложени. Кристијан, сакам да прашам, освен со карти, вака со други работи, дали со животни, например, некогаш правиш трикови? Порано правев трикови со животни, со гулаб, да се појавуваат гулаби од марами, зајци да излегуваат од волшебни кутии, но сватив дека тоа е малтретирање на животните, бидејќи за да се извежба еден трик потребно многу време и сега ние со гулабот вежбаме цело време, го криеме во тесни кутии, во тесни објекти го сокриваме, или зајчето, тоа е доживува стрес и затоа решив повеќе дека не сакам да ги мачам животните, бидејќи јас порано размислував од аспект како публиката да биде среќна и кога ќе видат гулаб или зајче, публиката се радува. Но после тоа кога почнав да размислувам како трикот го доживува самото животно, сватив дека тоа веќе не е уметност, туку е измачување на животните и затоа решив да престанам да користам трикови тоа животни во триковите. Секоја час имаш голема подршка од мене за ова што го правиш. Навистина прекрасно гледаш. Ми се допаѓа начинот бидејќи широко размислуваш и еве во овој случај си се откажал од правење трикови само за животните да бидат среќни. Така, направив компромис така што на настапи го носам моето зајче како домашен миленик, децата да го видат и ги едуцирам децата зошто не правам трик со зајчето, зашто сите очекуваат зајчето да излезе од шапка, не кажувам дека зајчето нема да излезе од шапка, бидејќи за да се направи тој трик треба да се сокрие во тесен простор, темена, зајчето сака пространство, сака да биде слободно и затоа не го користам во триковите. Прекрасно и секоја чест. Кажи ми како дечињата реагираат на сето ова што ти го работиш?
Вечињата се најверната и најискрената публика, тие со воодушевување ги следат сите трикови, но можам да кажам дека се и најтешка публика за работа, бидејќи ако само еден момент не се им интересен, тие веднаш ќе си заминат и ќе останеш без публика. Со деца мора цело време да се трудиш. Така, со деца мора да бидат ностоп да биде забавно и интересно цело време додека трае настапот. Не сме ни еден момент да падне расположението. Така, со возрастните? Со возрастните, јас не би ги нарекол како возрастни, бидејќи кога гледаат трикови, сите се сведуваат на ниво на деца, сите се со насмевки, со чудоневиденост реагираат на триковите. Има ли некои трикови кои ти се посебно драги? Има, се разбира, првиот трик кој што го научив од магионичарот со 4 петки, тој трик ми е во срцето, бидејќи тој трик ме внесе во светот на илузијата. Потоа посебно драга илузија ми е појавување на мотор, значи асистенти покажуваат една голема кутија дека е празна, дека нема ништо во неја, кој ги затвараат вратите и после повторно кога ќе ги отворат вратите, внатре во кутијата се наоѓам јас качен на мотор. Тоа ми е особено драга илузија, бидејќи е најголемата илузија која што имам изведена во животот. Ја имам со неа настапено на фестивалот на илузија кој што го организира во 2011 година во Универзална сала. На тој настан настапија повеќе магионичари од Македонија, од Србија, од Бугарија. Беше ли тешко да организираш нешто такво? Беше тешко да се организира, тогаш бев доста и помал, имав околу 20 и нешто години, уште студент на економски факултет. Како за студент беше тешко бидејќи за прв пат се соочив со реалниот бизнис, со реалната ситуација, како претходно сум читал во книгите како треба да се организира некој настан. Сега во живо сум бил јас носител на еден таков настан. Беше тешко, но и предизвик да се направи. Бидејќи и кога го организирав настанот, сватив дека сум го избрал вистинскиот факултет, дека навистина тоа сакам и да го работам, организирање на настани, на кампањи. Така, колку убаво. Сакам да те прашам сега, вака при крај сме со нашиот разговор, дали сметаш дека си комплетен или има работи кои уште ти недостасуваат? Има ли трикови кои тек допрва сакаш да ги научиш? Се разбира дека многу работи недостасуваат. Како поминува времето, сваќам се повеќе колку не знам, така да има многу работи кои што треба да се учат и да се научат за да се продолжи со оваа илузија. Континуирано мора да се учи и да се напредува. Според мене никој пат нема крај во илузионизмот, тоа е едно бескрајно поле. Исто така мора да наведам дека постојат повеќе гранки во илузионизмот, како големите илузии, мали трикови со микромагија или close-up magic со карти, парички. После тоа детска магија, трикови кои што се специализирани за детска публика од 4 до 12 години деца. Јас сум највеќе фокусиран за сега за детската магија, затоа и настапам највеќе за детски представи. Работам и close-up трикови со карти, парички за возрастни. А најголема љубов ми се големите илузии. До сега имам настапено само 2 пати со големи илузии кои што ги имам креирана. А планирам во иднина да се посветам повеќе на таа гранка на илузионизмот. Така, бара ли тоа голем тим и многу работа? Бара голем тим, многу работа, многу вложувања, како материјални, така и духовни, треба целосно да се оддаде на таа цел. Сакам да те прашам, Кристијан, сите оние кои сакаат да се дружат со тебе, да бидеш дел од нивните забави или детски роден ден, и каде можат да стапат во контакт со тебе? Може да најдат мојата Facebook страница Magic Christian или да ме контактираат на телефонскиот број 075 649 837. Јас ти благодарам, ти посакувам многу успех и сега, почитувани гледачи, за крај, Кристијан, ти вети нешто на почетокот на емисијата дека на сите оние кои што не гледаат ќе им откриеш еден специјален трик и ќе ги научиш нешто. Што е тоа? Станува збор за еден трик со карта, со една голема карта која што има едно црно крукче на предната страна, а на задната страна има 1, 2, 3, 4 крукчиња. Сега, илузијата е во тоа што кога ќе чукнам со прстите и ќе ја свртам картата, позади има 1, 2 и 3 крукчиња, а од другата страна 1, 2, 3, 4, 5, 6 крукчиња. Секој пат кога ќе ја свртам картата, има различен број на кругови.
Сега им должиме на гледачите објаснување како го направив ова. Нова карта овде имаше 2 крукчиња. Го криев едното крукче со раката, кога свртев картата избрав 1, 2, 3, 4, но овде имаше 5 крукчиња. Потоа кога свртев картата избрав 1, 2 и 3, но овде немаше ништо. А од другата страна 1, 2, 3, 4, 5 и 6, петиот круг исто така не беше овде. Значи ништо не се менува, туку само е тајната и техниката во тоа да се сокри еден дел од картата и да создадем илузија за нешто што не е тука, дека е тука. Или ако е тука, да направиме илузија дека не е тука. Токму така. Сега ме прашуваат гледачите, публиката, што правам ако некој ми каже да ги тргнам прстите. Тоа е опасно бидејќи ќе ми го открие трикот. Но во тој случај ќе земам една точка од воздухот, ќе ја ставам на картата и нова карта ќе покажам дека има навистина 3 крукчиња, а од другата страна дека има навистина 6. Сега прашање за гледачите, ако овде имаме 6 круга позади 3, колку има вкупно на оваа карта? Ајде сега, колку? 9 треба да се. Има многу повеќе. Добро, од каде се создадоа сите овие? Да си жив и здрав. Кристијан, навистина, ова е опасна работа што ја правиш. Да си жив и здрав, да ти се множат успеси. Јас ти благодарам што беше дел од ова наше денешно дружење во Супер Звезда. Има ли нешто за крај што сакаш да им кажеш на сите оние кои што не гледа? Да веруваат во своите соништа и да не чекаат да им се случат, туку сами да направат да им се остварат. Јас ти благодарам, почитувани гледачи, ова беше се за денеска, да бидете живи и здрави. Се надевам дека уживавте во нашата денешна емисија Супер Звезда. Се гледаме за 7 дена од сега во новото издание на Супер Звезда, а до тогаш бидете весели и среќни, слушајте ги мама и тато и гледайте Супер Звезда. Чао, пријатно и до гледање. Чао!